Македонија е земја на информатичари. На пазарот веќе има иницијативи за примена и развој на информатичките технологии во земјоделството, но тоа не е доволно за поизразени социоекономски ефекти. Ова го истакна учесниците на конференцијата за паметно земјоделство што ја организираше Земјоделскиот институт од Скопје. Според министерот за земјоделство Љупчо Николовски, дигитализацијата на македонското земјоделство е еден од клучните приоритети. Дигитализацијата и паметното земјоделство е дел од целокупниот тој процес, односно тие наши приоритети, и затоа постојано збориме за најкрупните приоритети на кои што е ставен фокусот од страна на Министерството. Првин, после 15 години, конечна промена на сите програми на Министерството, и гледате дека во јавноста збориме за едни храбри 7 програми кои што го менуваат популистичкиот модел. Ја не се воздржувам да кажам дека резултатите кои што досега ги има од овие политики на субвенционирање не се доволни и мора нешто да менуваме, а секоја криза ја гледаме како можност, па и оваа криза која што се наметна и која што е неизбежна и ќе го погоди светот, особено после 2 години, а тоа е кризата со храна и реперкусиите од војната и руската инвазија нас не натера да навремено ги направиме сите анализи и да направиме драстична промена или реформа во земјоделството, и ми е драго што Агросоветот, владата, економскиот тим на премиерот, економско-социјалните партнери, сите председатели на наши подсекторски групи, каде што се сите чинители, досега едногласно го прифати овој нов модел, а тој нов модел е врзување на сите програми со производството, врзување на сите програми со финалните продукти и со она што го имаме ние како држава, односно елиминирање на крајот и на сите злоупотреби. Конференцијата, која на едно место ги собра науката, производителите, надлежните, институциите и студентите, го отвори прашањето како земјоделството преку примената на информатичките технологии и новите современи бизнес модели да стане атрактивно за младите во земјава. Не би било паметно новите технологии да се воведуваат, зашто тоа е тренд, туку за да се решаваат проблемите, беше една од пораките. Министерот Николовски истакна дека иновативни решенија од млади луѓе има засега најмногу во лозарството. Целта на сите мерки што ги преземаме е во наредните 5 години да ја достигнеме бројката од 2000 нови производители, истакна Николовски.